Никола, како и многу други македонци, така и Никола и Марија Стојановски копнеат за подобар живот. Донесуваат одлука да се иселат во Канада, а нивната прва дестинација беше градот Виндзор, каде остануваат 4 години, но и се вклучуваат во македонската комуна. Желбата нивна беше да живеат во светска метропола и затоа доаѓаат во Торонто. Овој наш значаен и познат на сите нас Никола Стојановски веднаш се вклопува во друштвениот живот, станува активен член како на Организацијата Обединети македонци, така и на црковната општина Свети Климент Охридски во Торонто. Но најпрво работи како учител во црковното училиште на Свети Климент Охридски. На Никола Стојановски премногу му пречеа антипропагандите од другите етнички заедници во Торонто и околината, работејќи да не поделат нас македонците од Вардар, Пирин и Егеј, за да не бидеме македонци, а најмногу влијаеа за да бидеме поделени меѓу вардарци и егејци. Стојановски премногу размислуваше за овој национален проблем, како и некои други од комуната. Можеби повод и причина беше што едниот родител негов беше од егејско, а другиот од вардарскиот дел на Македонија. Но сепак Никола Стојановски, можеби со поголемите шкотии, но со неговата памет и мудрост, успеа да ја тргне браната на вардарци и егејци, за да секој со гордост кажува дека се македонци, а тоа најмногу се покажа кога Стојановски беше избран за председател на црковната општина Свети Климент Охридски. Никола Стојановски со самото доаѓање, како што реков претходно, па до ден денес е активен во црквата Свети Климент Охридски. Беше и подпредседател на канадско-американската епархија, а исто така и председател на Организацијата Обединети македонци, каде го постави и споменикот што е пред црквата Свети Климент Охридски за борците знаени и незнаени. Но најголемите своји успеси Никола Стојановски ги доби кога 3 пати едно по друго беше избран како председател на црковната општина Свети Климент Охридски
каде ги реновира трите сали на Свети Климент Охридски, а со тоа и бизнисот се разбира стана поголем, но исто така и го формира пензионерското друштво. Во неговото мандаторство тој немаше, а да во неговите говори на банкети, патрониот ден на Свети Климент Охридски слично, не ја спомене женската секција со тие 6 години на различни нејзини управи. Знаеше на посебен начин да го представи нивното признание како благодарност од него пред присутните гости. Посебно за мултикултурната манифестација Караванот на нациите, каде и беа наградени од домаќините, организатори на таа манифестација. И не само према женската секција, која исто помогна за иконостасот, туку благодарност искажуваше и према фолклорната група Македонка, волонтерски вработените, кујната и така натаму. Таа негова мудра соработка го направи да целата македонска комуна зборува за неговото организирање на било какви активности на Свети Климент Охридски, а резултат на тоа беше големата посетеност на македонците на сите црковни или било какви банкети. Може би и тоа е резултатот што кога како председател на Свети Климент Охридски Никола Стојановски организирано со ум знаеше како треба да се работи. Интересно е што мора да се каже дека овој просветен работник точно го проучи статутот или правилникот од црквата Свети Климент Охридски. Дури ден денес и после завршувањето на неговиот мандат од 3 пати избран председател, бара совет, помош другите председатели, знаејќи колку добро го проучил црковниот правилник овој наш сонародник и, како што реков, просветен работник Никола Стојановски. Неговата несебична помош и добриот однос е резултат што и ден денес Никола Стојановски го собира целиот македонски народ како војато на птици, зашто народот македонски верува во него и во неговата способност. Може би затоа името на Никола Стојановски, кога се зборува за организатор, веднаш се спомнува, веднаш добиваме јасна слика на што допринел самиот Стојановски за самата црква в Свети Климент Охридски. Би сакала да спомнам дека Никола Стојановски понекогаш знаеше и да ги критикува некои од неговите членови во управата, но никогаш не беше со зли намери, туку со блага, добронамерна критика, поаѓајќи од аспектот луѓе сме, грешни сме. И со право беше, зашто целта негова и мотото беше за успех и заедничко помагање во црквата Свети Климент Охридски, како на духовен план, така и како културен центар во Торонто и околината, за поголема афирмација на македонското име и Македонија. Навистина, Никола Стојановски знаеше што прави додека лидеруваше. Тој знаеше кој од неговата управа е надарен за што треба да прави. Едноставно, тој како да им ги читаше мислите, што би рекла, како да растел заедно со неговите членови од управата. Тоа не му премногу му помогна, за да во време на црковните настани, банкети и слично, знае каде да го постави према неговата дарба, према неговиот афинитет секој од членовите. И на крај да завршам, Никола Стојановски, човек со големи амбиции, ентузијаст, човек кој не одише за име, туку да ги оствари своите цели во рамките на неговите можности за афирмација на се што е македонско. Ma
Shut up.